Лицата со церебрална парализа наместо во посебен центар времето ќе го поминуваат со основците од училиштето Киро Глигоров во Капиштец. На центарот кој постои од 2005 година општина Центар му стави клуч на врата, а штитениците кои имаат повеќе од 19 години просторот и времето ќе го делат со децата од прво до четврто одделение. Од Сдруженијето денеска реагираат. Лицата заболени со церебрална парализа имаат други потреби, сакаат да играат и пеат, гласни се и само ја попречуваат наставата. Non-stop пеат, non-stop играат. Таму е училиште. И да сакаме, и да не икеме, ние ќе сметаме и на крајот на краиштата еднаш ќе се изнервира родител, два пати на крај ќе му речат извинете, вие тука не ви е местото. Ние знаеме кај ни е место. Тогаш ќе настанат проблемите. Ние не бараме кој знае што. Ние бараме да има децата каде да се социализираат и едуцираат. Не дека и овој центар ќе ги покрие сите потреби. Не, меѓутоа нешто е подобро од ништо. Родителите обвинуваат дека толеранција од институциите за овие лица нема, а нивните потреби не се предвидени ни во новите згради во кои најчесто нема рампи. Социјалните работници, ова нека го слушнат институциите, не може да седат во своите удобни фотели, во своите топли канцеларии. Мора да ни дојдат на гости, нас, да ни дојдат на гости, да му сварам едно кафе, да му кажам кои се моите проблеми. Тој пред се визуелно кога ќе ни дојде нас на гости ќе види дали на ова дете му треба рампа, па дали има рампа, тоа дете нема рампа, запиши таму дека рампа треба. Нека помогне државата колку може и како може. Ние ќе бидеме благодарни. Децата се благодарни на се што добиле. И една трошка да добијат, тие се благодарни. Меѓутоа, тие не може да ни ја знаат ситуацијата наша од канцеларија. Инаку во државава не постои официјална статистика со вкупниот број на лица заболени со церебрална парализа.